Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје со помош на специјалните возила Пајак санкционирале 114 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, информираат од таму. Јавното предпријатие Полци општина Центар водат грижа секојдневно за да го доведат во ред сообраќајниот хаос настанат од непрописно паркираните возила на територија на општина Центар. Подсетуваме на почитување на сообраќајните правила од страна на секој учесник во сообраќајот со цел одржување на ред и безбедност на улиците, наведуваат од предпријатието. Општина Аеродром од денес почнува голема есенска акција за бесплатно собирање кабаст отпад на целата територија на општината, што ќе трае до средината на ноември, а во соработка со јавното предпријатие за комунални дејности на општина Аеродром на повеќе локации ќе бидат поставени големи контейнери во кои граѓаните ќе можат да го оставаат својот стар и дотраен мебел. Акцијата ќе почне од населба Мичурин, каде што денес и утре, 29 и 30 септември, садовите ќе бидат поставени на улица Анастас Митрев зад паркот до трансформаторот и на улица Бенјамин Мачуковски до трансформаторот кај железничката станица. Потоа в среда и в четврток, на 1 и 2 октомври, жителите на островот својот кабаст отпад ќе можат да го оставаат на улицата Владимир Комаров број 9, како и на Владимир Комаров број 16, за трговскиот центар Скопјанка, информираат од локалната самоуправа. Градоначалникот на општина Газибава Бобан Стевковски оствари средба со жителите на Маџари. Тој ја посети улицата Јордан Поп Јорданов во Маџари и се сретна со луѓето кои, како што рече, со децении чекуреле по калдрма без атмосферска канализација. Стевковски информираше дека ја завршиле првата фаза, поставување на атмосферска канализација по целата улица. Во втората фаза најави целосно вадење на коцката и асфалтирање на улицата со нови тротоари. Народот веќе не верува на празни зборови, народот верува на резултати, а резултати има на секаде низ Газибава, порача Стевковски од терен. Денес почна поставување на сообраќајна опрема во општина Бутел за поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот. Во соработка со жителите кои сами ни ги посочија локациите, се поставуваат препреки за намалување на брзината на возилата или така наречени легнати полицајци на повеќе фреквентни локации и улици низ сите населени места. И тоа Љубанци, Љуботен, Радишани, Расадник, Љуботенски пат, Бутел 1, Скопје Север, Бутел 2 и Визбеково, информираше градоначалникот Дарко Костовски. Костовски вели дека поставувањето на нови така наречени легнати полицајци е со цел да се овозможи поголема безбедност не само за пешаците, туку и за возачите. Со ова ја зголемуваме безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Ова е уште едно предизборно ветување кое го дадовме пред граѓаните и во континуитет го реализираме, додава Костовски, кој е кандидат за уште еден градоначалнички мандат. Вчера во 17 часот во севера Скопје 56 годишна скопјанка пријавила дека била измамена за сума од 18.000 денари. Според пријавеното, таа претходно на социјална мрежа стапила во контакт со едно женско лице која изнајмувала стан, како што е пријавено на 28 септември. Парите за депозит ги оставила во сандаче од стамбена зграда на подрачјето на Чаир, каде што претходно лицето ја посочило. Според пријавеното, исто така подоцна кога се обидела да стапи во контакт со лицето, но не успеала, сватила дека била измамена, информираат од полицијата. Од таму велат дека превземаат мерки за расчистување на овој случај. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја